Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Времето и временските услови полека се подкачуваат температурите, се повеќе среќаваме расцветани дрвца, но сепак нема опасност од помасовните цветања и од измрзнување, бидејќи ова се сепак првите цветања на бадемот и на сливата, на дивата слива, на сливата џанка. Се уште е рано за процветувањето на кајсијата, на праската, се надеваме дека нема да има ладни бранови за да нема оштетување како лани. Лани има на вистина цел Росоман буквално остана без праски, имаше големи оштетувања и кај јаболката во Ресенско, многу доцна фатија тие ниски температури. Рано е се уште да се збори за годинава каква ќе биде, само може да се надеваме. Информацијата од Кумановско, каде што имаше појава на сипаници кај овците, неофицијално дознаваме има уште едно стадо, четврто стадо, кое што исто така е нештетно отстранети се грлата, се следи состојбата, се е под контрола и нема опасност од ширење, така уверуваат од Министерството за земјоделство и уверуваат дека нема да има никакви проблеми со извозот на јагнето, се ќе тече без проблеми. Сточарите се надеваат само дека кланичарите нема да го искористат ова како адут за да им ја урнат цената. Тие упорно укажуваат дека минимум треба да биде 300 денари јагнето за да имаат некаква исплатливост во работата. Оваа тема доправа ќе ја следиме, доправа ќе информираме, а во денешната емисија сакаме да представиме еден позитивен пример како треба да се движат работите во земјоделството, во која насока треба да се прават промените. Тоа е еден пример од Валандовско Пирава, каде што земјоделец човек инвестирал во насади со маслинка, во свој насади, подигнал некаде околу 2 хектари, веќе се дојдени во полна родност, инвестирал од сопствени средства и во мал погон за преработка и си произведува сопствено масло, екстра цедено масло, кое што масло исто така му е предвидено да си го направи како свој бренд. Но идејата сакаме да покажеме дека треба полека да се менуваат работите, да не бидеме врзани само за лозарството. Таа клима веќе и овие климатски промени покажуваат, и со овој пример ќе покажеме дека идеални се условите, особено во јужниот дел, Валандовско, Струмичко, Гевгелиско, за помасовно подигање на маслинови насади кои што можат и текако ќе видите и во примерот да бидат доста рентабилни, доста приносни, приходни. Човекот е расположен за сите што сакаат да подигнат. Знаеме дека немаме традиција, ние немаме познавање за маслинката, што бара, како бара, но стои на располагање од неговото искуство што го стекнал низ годините, дури ги одгледува маслинките од сите тие искуства што ги црпел од соседна Грција, спремен е да помогне на луѓето кои што се заинтересирани. Кој знае, можеби понатаму и државата би можела да се вклучи по примерите на европските земји каде што маслинарството е доста развиено, па на, да речеме, на 10 села да има еден како откупен пункт, односно не откупен пункт, него место каде што ќе го преработуваат, да не мора луѓето да инвестираат во машини за преработка во масло, тоа да им го прави една централизирана институција од која што ќе им одзема дел од маслото, другото ќе им го враќа назад и многу може да се развие маслинарството, наместо да идеме со зелки кои што гледаме во Гевгелиско-Валандовскиот регион, буквално до самите маслинки имаше насади со зелки кои што им ги откупува по многу ниски цени и ни се жалеа земјоделците. Вака можеме долгорочно да работиме на зголемување на нешто што е профитабилно, рентабилно. Тука треба се вклучи државата со субвенциите, малку да гледа и нови визионерски правци на развој на земјоделството. Да не должам многу, почнуваме со првата рубрика, тоа се агровестите и ќе ги видите сите примери, сите позитивни страни на оваа приказна. За 2 години треба да се легализираат сите трактори, тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори и камприколки. Владата достави до собранието предлог закон за изменување и дополнување на законот за возила, со кој се предвидува нов рок за легализација на одредените категории на возила, како и воспоставување појасни и построги правила за техничко одобрување и контрола. Легализацијата треба да заврши до 31 декември 2028 година, со што се очекува конечно затворање на ова прашање, кое подолго време создава правна несигурност. Околу 40.000 нерегистрирани и несигурни возила, меѓу кои се вклучуваат и земјоделски трактори, активно се движат по македонските патишта и представуваат сериозна закана за безбедноста во сообраќајот, предупредуваат експертите. Министерството за земјоделство соопшти дека се реализирани исплати во вкупен износ од 3,8 милиони евра кон македонските земјоделци. Со оваа исплата опфатени
се субвенциите од интервентниот фонд, односно за 39 винарии и производители на вино, исплатени се нешто помалку од 1 милион евра. За мерката плата за овчари исплатени се 43 корисници во вкупна висина од половина милион евра. За мерката млад земјоделец одвоени се 289.000 евра за 48 корисници, како и за исто толкав број земјоделци кои направиле набавка на комбајн за ориз, за кои се исплатени 470.000 евра за поддршка. Од програмата за рурален развој, односно набавка на добиток, плата за задругите, поддршка за каматните стапки и техничка помош, исплатени се вкупно 1,5 милион евра кон 34 корисници. Сојузот на тутунски здруженија, кој официјално има право да преговара за новите цени на тутунот, не се согласува и ги отфрла предлозите на откупувачите, кои излегоа со предлог зголемени цени од 5%, додека тие сметаат дека зголемувањето мора да биде најмалку 20%. Од досегашните 420 денари за прва класа, понудената цена е 430 или 435, 370 денари за втора и околу 305 за трета класа. Сојузот не отстапува од своите понудени цени по класи за годинешнава нова реколта. Нивното барање е 510 денари за прва, 460 за втора и 400 денари за трета класа. Тутунарите се обврзани сега да ги склучат договорите со откупувачите за новата производна година. Во спротивно, според законот, нема да им се признае произведеното и може да им бидат изорени нивите, а интересот за тутунопроизводството е зголемен за 10%. Со 20 милиони денари ќе се санираат и модернизираат силосите за складирање на државните резерви. Директорката на платежната агенција Даниела Иротова на средбата со директорот на ЈП Агроберза потпиша договор за финансиска поддршка за санација и модернизација на силосите, каде се складирани државните резерви на жито. Средствата наменети за оваа инвестиција во износ од 20 милиони денари се предвидени во програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Главната тема за денешната емисија – одледувањето маслинки во Македонија. Која е перспективата, која е визијата, еден човек во своите пионерски обиди, ќе го прикажеме преку неговиот пат до каде е дојдено и какви се визии, какви се перспективи нуди ова производство. Се работи за производство кое што е долговечно, долгорочно гледано. На почетокот треба да знаете дека инвестицијата бара малку да имате инвестиција да издржите првите 10 години додека да почне да раѓа маслинката, но рачунете дека тоа ќе остане за поколенија и поколенија. Минимум 200-300 години кажува дека од маслинките може да се профитира и да се екзистира од тој насад. Неговата идеја била кога ќе го посади насадот, нема намера да шири кооперантски односи или нешто да прави. Тој си подигнал 2 хектари за сопствено производство, за сопствен бизнис и сега е посветен само на тие 2 хектари. Стои на располагање за сите кои што сакаат да подигнат маслинки. Ако не знаат како што бара маслинката, ние и преку денешниот разговор ќе видите што се од прилика бара. Стои на располагање за сите кои што сакаат да одледуваат, може да слободно да го прашат за информации. Главната работа е мора да имате вода на нивата. Се наоѓаме во село Пирава и покрај сите зелки и лозови насади кај што пројдовме, наидовме на маслинки, дојдовме да снимаме. Од каде идејата да почнете со маслинки, кога сите тука традиционално или зелка или лозови насади, можеби по некоја јапонска јаболка. Ама маслинки не верувам дека некој уште го интересираат, некако слабо. Приказната започна уште многу одамна. Започна пред околу 18 години. Така случајно мојата сопруга од овој крај неколку пати доаѓајќи гледаме маслинки и му одлучивме дај да пробаме ние маслинки. Да садиме бидејќи како дрво е многу интересно. Има своја култура, историја, традиција. И пробавме да го направиме тоа. Успеавме да го направиме тоа. На почетокот се учевме, но подоцна пријасна во една љубов голема, во една голема страст и пасија, така да продолживме поинтензивно да се занимаваме со тоа. Сега ова е стар 18 години. Да, овој маслинарник е стар 18 години. Колкава површина? Има околу 20.000 метри квадратни, околу 2 хектари. Имаме околу 800, над 800 дрва, околу 820 маслинови дрва. Иако е сред зима,
лисијата не паѓаат? Не паѓаат, не паѓаат. Ова Што растение, сорта е? Има ова некоја растение, ова дрво е, треба да дојдете тука малку, да поминете 1 сат, 2 сати на ово подречје, на овој маслинарник и да уживате малку. Навистина е за уживање. Имаме тука 3 сорти на маслинки. Првата сорта е халкидика, втората сорта е асколана, третата сорта ни е пиквал. Халкидиката ни опфаќа околу 70% од маслинарникот, 20% ни е асколаната, а 10% ни е пиквалот. Зошто Халкидиката и асколаната, ќе ви кажам. Да, има влијание и тоа. Так. Тие треба се меѓу себе компатибилни, за да има подобро опрашување. Може да се најдат и други комбинации, но ние одлучивме по совет на нашите грчки пријатели да одиме. Сепак имаат подолго искуство таму. Многу поголемо искуство, многу подолго искуство во сите области, и во одгледување на маслинки, и во производство на трпезни маслинки, маслиново масло и се, така да има каде да учиме. Одлучивме да одиме на халкидиката, а повеќе е трпезна, но ние одлучивме да направиме маслиново масло, исто така асколаната, тоа е италијанска, која се служи исто како трпезна, но може и масло се разбира. И пиквалото е шпанска сорта на маслинки, кој е исклучиво наменета за производство на маслиново масло. Има влијание во крајниот производ ваквата комбинација? Има влијание. Има големо влијание. Има стварно големо влијание и ние се чудиме, бидејќи халкидиката го дава тој овошниот медитеранскиот вкус, а додека пиквалот ја дава она пикантност, горчливост, всушност ни доаѓа, пиквалот ни доаѓа на некој начин како зачин, за да го добиеме комплетно производот. Дрвата се 17-18 години стари, во полна родност се. Кога доаѓа во полна родност? Значи, од кога почнуваат првите приноси, а од кога е полна родност? Знаете како е, зависи. Но викаат 10 години минимум се чека. Велат и помалку. Аха. Во книгите пишува 3-4 години. Што покажа праксата? Праксата во Грција покажува 10 години и нагоре. Така да ова е многу тешка култура, која има многу голем грейс период. Ама е долговечна? Да, долговечна е, се согласувам со тоа, но треба да се издржи. Тука ако нема љубов, ако нема страст, нема ништо. Ма и претходно план, инвестиции, да си спремен. Не на пола пат да снема пари, па ни натаму ни наваму. Благодарам за комплиментот. Но тука ако нема страст, тешко е да се издржува 10, 12, 15 години, а да немате никаков финансиски повраток. Главната причина е љубовта. После си доаѓа едно со друго. Ова ќе остане за идните генерации. Се надевам, така е планот. Па сега да видиме. Ја немам други планови. Да. Како дрво, какви агротехнички мерки бара, што е некои специфики, гледаме комплетно како друг начин на кроење, каде се учи, како знаење каде идевте во Грција да. Да, значи како и секое дрво. Така и маслинката си бара свое. Си бара храна, си бара вода, бара хигиена, бара заштита медикаменти, како и секој. Не може само насадија и чекај беро. Не. Да не пројдоа тие времиња. Пројдоа тие времиња, знаеш што? Игор, работата е во тоа што која ти е целта. Така. Ако ти е целта да дојдеш тука да прошеташ и да ти мириса на маслинки, и да дишеш воздух, окей. Ама ако имаш цел нешто и да произведеш, тогаш мораш да му посветиш внимание. Бара комплет внимание. Храна, вода, хигиена, заштита. Ние се трудиме многу со заштитата, ние бегаме од овие конвенционални заштити. Не сме органски производители, но бегаме од тоа. Користиме, има многу други начини за заштита. Има алтернативи. Тоа го користиме и избегнуваме од традиционалното. Со цел нас ни е важно да имаме многу квалитетен плод. Кога имаме квалитетен плод, можеме да произведеме квалитетно масло. Ние ако немаме квалитетен плод, ние не можеме да имаме квалитетно масло. Ако нема тука база, ни е приказната. Да. И целта ни е да дојдеме до едно просечно или производство. Едно дрво во оваа возраст може да даде од 25, 30, 40 килограми. Нашата цел е да дојдеме до тоа производство негде 20-25 тона, за да ја постигнеме нашата визија, односно
да ги постигнеме нашите лимити. Како што спомнав, немам намера да се бавиме ние со индустрија. Нашата цел е ограничени количини, но со висок квалитет. Баш и тоа е пример. Тоа е пример. Кога ќе се спомне бара вода. Еве некој можеби ќе слушне, ќе добие идеја, можеби лута бара што да почне некој бизнис. Што значи тоа бара вода? Колку вода? Во текот на годината треба да има располагање во кој период? Баш сега разговарав со еден пријател исто, мислам агроном, и малку сакаме да го модернизираме системот за наводнување и баш разговаравме на таа тема. Значи, во месец јули едно дрво бара 54 литри вода. Што не е? Во месец јули, дневно. 54 дневно? Да. Уф, тоа се големи количини на располагање. Значи, зборуваме ако сакаме да имаме производство. Така. Да. Зборуваме за А инаку, ние може и да не му дадеме воопшто вода, нели? Ова е растение што нема да умре и да се исуши. така. Го гледаме по карпи. Да, ова ќе си трае, нема проблем, колку ќе заврне толку. Нема проблем од тој аспект, но нема фидбек, изгубиме годината. ќе изгубиме годината, немаме плод. Да. Тоа е. Ние гледаме насади по Грција без наводнување, ама идат они на огромни плантажи, па Да, и ние го гледаме тоа кога патуваме поеќе по брдата горе, да. кои не се обработуваат. Да. Тие се така Само дадени затревени, да. и сега ако соберат 5 кила супер, нема проблем. Не се Но зараза, ако ама нема никаков погледнете трошок. покрај патот, сите се тие култивирани маслинарници. Со системи капка по капка, со контрола, значи тоа во брдото е друга приказна. Да. Од аспект на климатски услови. Ние пројдовме Демиркаписка клисура, навака е веќе Медитеранот, Веќе е Медитеранот, си има така. влијание, Така. Пирава е тука, више Така. дишите грчки Така. воздух. До каде, до кои региони, кои температури издржува? А јас по моje мислење мислам дека Валано, ова треба цело да е маслинки. Валандо, овој регион, а и не само, јас ќе кажам Дојран, Богданци, Валандо, Гевгелија, треба да сме полни со маслинки, ама јас по мои сознанија немаме многу, немаме голем број на дрва, околу 30.000 дали имаме. Да, уште сме некако зачетоци, уште За све се тоа четоци, ентузијасти вака како вас. ентузијасти, каде што голем број од нив со текот на времето се откажуваат. Јас овие 2 години имав прилика да запознам многу луѓе што имаат своји маслинарници, кој има 200 дрва, кој 300, кој 500. И кога го видоа производството на маслиновото масло, им стана интересно. И пак се побуди во нив Така. да, тој адреналин. И со многу од нив разговарам. Немаме ние, ја немаме таа традиција. Ја немаме таа традиција. Ако се препознае бизнис интерес, верувам дека може Се би од тој согласувам, аспект. се согласувам, но Како традиција немаме, Да, дефинитивно. да. Може би не сме имали услови до сега, Така. не сме имале. Се согласувам, но најголем проблем во цела оваа работа може да биде големиот грес период. Еве во најидеални услови. Значи во најидеални услови. Не знам што да направите испод 5 под 5-6 години, не Нема можете никаков вие да принос. сте на нула. Да. И сега тоа треба да го издржите, нели? Јас ќе бидам многу среќен ако имаме тука не 30.000, 330.000. Ние сме увозници на маслиново масло. Супер. И не само на маслиново масло, и на трпезни и на маслинки. трпезна маслинка. 90 над 90% увезуваме, 95%. Дури интересно имаме погони за преработка на маслинки, а маслинката се увезува. Да, Значи да, го имаме да. вториот дел, преработката, само суровината да значи произведеме. има некој проблем. Има некој јас треба за Некој превоз. јас, да. Да, најголем проблем е тука долгиот период. Така. Тој што треба да се Значи, испланира. Па ќе кажам, ако се стави на кантар, ако некој се размислува дали ореви, дали лешници, во таа комбинација се и маслинките, сите се тие со долг период на чекање. Така се согласувам. Математиката што ќе покаже во идните години каква е експлоатацијата, приносите. Математиката зависи по кој концепт планирате да одите. Ако одите на мојот концепт, каде што вас ќе ви интересира под број 1 квалитетот и контрола на производството, математиките можете многу лесно да ги направите и не верувам дека многу луѓе би тргнале по тие математики дека ќе почнат оваа приказна. Сега ако почнете индустријско производство, тоа е веќе друго. Растојание на садење. Ние одевме на 4,5 на 5 метри. Значи да може трактор да Па, влезе во средина. Негде сме до традиционалниот, каде е во Грчка, мислам дека е 6 на 5. Малку Ние поише сме да има тука простор за негде. тракторот. Има Во поише простор за тракторот, а и важно е ги за дрвата.
има поише Да, простор да нема за дрвата, засечување, да нема загушување за дрвата, да има добра циркулација на воздух, сонце, Има оплодувањето да биде добро, опрашувањето, тие се многу важни точки. има посебен начин на резидба. Има, Не е има. комплициран, се учи ли? Се учи. Гледам, не се ги учи. пуштате многу во висина. Бегаме од тоа бидејќи овие 2 години работиме исклучиво на рачна берба. Што значи рачна? Има никако чешли? Рачна берба, значи буквално едно рачна? по едно. Оу, Буквално рачна берба. заради крајниот квалитет? Некогаш луѓето ќе речат не е возможно. Да, одиме ние на рачна берба. Овие 2 години отидовме на рачна берба. Има разлика во? Има како нема разлика, има разлика заради тоа што многу е важно да маслинката како плод да нема оштетување за да не дојде до оксидација. Вториот важен момент е во ред, ако дојде и до некој оштетување со електрични тресалки, многу е важно тој процес на преработка да заврши веднаш, во истиот ден. Нашето производство е така конципирано, ние што правиме? Ние денеска почнуваме берба. Нашиот капацитет е 600 до 700 кг дневно. Правиме берба 600 до 700 кг денеска. Не береме повеќе. Почнуваме во 7 наутро, во 10 саат првите количини се во погон, во 11 го имаме првото масло. Во 12 вторите количини, во 3 третите количини го завршуваме производството во истиот ден. Кај нас не се случува да остане маслинка од денеска зутре. Кога веќе го спомнавте погонот и преработката. Јас предлагам тука ние се да се преселиме во погонот, па да го довршиме таму муабетот, бидејќи и тој дел ми е интересен, бидејќи е нешто што не сме имале прилика да го видиме, да го разговараме, а вие веќе имате некој искуство. Пак таму ќе го продолжиме разговорот. Ајде, одиме. Да, ајде. Како ќе пристигне маслинката, во оваа машина го вршиме процесот на перење на маслинките, и тука финото чистење на листовите, бидејќи многу е важно да не оставиме листови во комината што доаѓа понатака. Од таму маслинките одат во горниот бокс, каде што се мелат, да знаат гледачите дека маслинките се мелат со сесемка. Но се оштетува семката при мелењето или не? Не, семката се уништува, значи се меле комплетно. Се мели и таа? Да, се меле и таа. Како ќе се измелат маслинките, доаѓаат во овој дел, така наречен малаксатор. Во тој дел тука се создава комина. И во таа комина доаѓа постојано, има ротација, каде што доаѓа до во суштина собирање на капки од маслиновото масло. Кога ќе завршиме со тој процес во малаксаторот? На стартот минимум процес ни е 30 минути, а потоа си оди автоматски. Потоа целата таа комина заминува во третиот дел, тоа е така наречен декантер, сепаратор, ние што го викаме декантер, каде што доаѓа двоење. Од оваа страна, од една страна излага готово маслиново масло, тоа е од оваа страна, од задната страна излага комината. Комината, тоа е всушност отпад од водата и сувите материи од маслинките што биле во малаксаторот. Така тука добиваме чисто маслиново масло, но тоа е нефилтрирано маслиново масло, значи чисто е, спремно за употреба, но е свежо нефилтрирано. Може би ги има аромите, може би има се, ама не може така баш да води во продажба. Па да, не, во почетокот е, ја велам дури пожелно, зашто постои голема дилема. Како е, кое масло е подобро, дали филтрираното или нефилтрираното. Во теоријата стварно има многу голема дилема, кое масло е подобро. Моето мислење е дека добро е, откако ќе се произведе, известно време да се чува така нефилтрирано, да се складира нефилтрирано, бидејќи како нефилтрирано поради сувите материи што има, поради, како да кажам, пулпата, сувата материја што е, да, вкусот и аромата се многу поинтензивни, поголеми. Нешто како кај виното, кај младото вино. Нешто како кај младото вино или кога пиете сок од портокал цеден. Со сепарталите. Со сепарталите, да, или кога пиете прочисте, филтрирано. Да, на крај. На крај. Тој период јас го практикувам не повеќе од 1 месец,
бидејќи таа сува материја, таа пулпа колку е добра на почетокот, после може да предизвика проблеми, да го оштети маслото. Тие оштетувања не се не знам какви, но сепак кога внимаваме на секој елемент, мораме и на тоа да внимаваме. Откако ќе завршиме со процесот на производство на маслиното масло го складираме. Го складираме во иноксадови, кои се најдобро место за чување на ова масло. Имаме специјални капаци за овие иноксадови со цел каде што така наречени вакуум капаци, кои ни овозможуваат да го заштитиме маслото да не е во контакт со кислород, со воздух. Тоа е најзначајно. Тоа е најзначајно, бидејќи секој контакт на маслото со кислород, со воздух доаѓа до негова оксидација. Оксидација значи всушност оштетување на маслото. Кога зборуваме за оксидација, значи го оштетува маслото. Тие оштетување не се не знам колку големи, но најдобро е да не го правиме тоа ако сакаме да имаме врвен квалитет. За да имате врвен квалитет и за да знаете во кој правец се движите, вие правите редовни лабораториски испитувања. Да, ќе ви кажам и за тоа, но ќе ви кажам и за тоа, но пред тоа да го завршиме целиот процес. Значи првиот елемент беше да имаме здрав плод, вториот елемент беше брза преработка. Ние инсистираме да го направиме во рок од 4 часа, максимум во рок од 4 часа. Третиот елемент е температурата. Температурата на цедењето на маслото е една од најважните прашања, бидејќи на тој начин ние добиваме ладно цедено. За маслиновото масло најдобра температура за цедење е околу 24 степени. Се случува некаде во теоријата да стои 27, но ние практикуваме 24 степени, не одиме над 24. Над 30 веќе тоа нема шанси. Нема шанси. Тогаш Тоа го овозможуваат овие машини кои се конципирани да одржуваат температурата, да држат точно прецизно температурата и нашата пракса е никој да не одиме на 24. Ако одиме на 30-35, имате многу поголемо производство. Има зејт, масло има масло колку сакате, ама квалитетот ќе биде нула. Лабораторијата ќе покаже дека не е во категорија дека веднаш ќе покаже дека не е екстра вирџин. Дека не е екстра вирџин. Само е маслиново масло. Само е вирџин маслиново масло, да. И четвртиот елемент што е многу исто така важен е хигиената. Кај нас секоја вечер имаме миење на машините. Значи, кај нас не може да се случи да остане комина од денеска за утре. Комина во малаксерот, комина во боксот горе, во декантерот. Се почнува како нов ден. Се почнува како нов ден, бидејќи сите тие остатоци од минатиот ден, ако не ги исперете, тие ќе почнат да прават проблеми на маслото. Така да тие се 4 клучни елементи. Брзина на преработката, здрав плод, температура 24 и хигиена. Имате ли тие 4 елементи, вие сте многу близко, дури 99% да стигнете до екстра вирџин маслиново масло. Што покажуваат лабораториите? Кои анализи, на што се внимава, кои параметри, еве и како некоја мала едукација за потрошувачите, што да прочитаат на задната страна на шишето кога купуваат нешто што е декларирано како екстра вирџин? Да, убаво прашање, да. Значи, прво ќе ви кажам за нас, па после ќе продолжиме. Откако ние ќе го започнеме производство на маслиновото масло, првиот ден или вториот ден, ние земаме примероци од маслото и ги носиме во сертифицирана лабораторија во Солун. Зошто одиме во Грција? Заради тоа што тие се земја со традиција, со искуства, со големи знаења од област на маслинарството, имаат многу сертифицирани лаборатории и нивните параметри се многу релевантни. Специјализирани се за тоа. Специјализирани и признаени широм светот. И што е многу важно за нас, ние одиме кај луѓе што не ги познаваме. Значи, многу важно за нас. До сега резултатите ни покажуваат на првото масло, кога го согласно регулативата 2104 на Европската Унија од 22 година, нашето семено земјоделско стопанство, така пише во сертификатот, има екстра вирџин, што за нас е големо задоволство.
Важни, вториот дел е кога го завршуваме целото производство, кога веќе го завршуваме и процесот на филтрирање на маслиновото масло, кога маслото веќе го спремаме во шишиња или продолжуваме да го чуваме во иноксадовите на филтрирано, тогаш правиме уште една анализа во Грција за да го потврдиме каков е квалитетот на финалниот производ. Тој што треба да оди. Тој што треба да оди кај до крајен потрошач. Да, кај нашите граѓани, да. Исто така многу сум задоволен дека и финалниот производ ни излезе со висок квалитет и повторно го добивме критериумот екстра вирджин. Но кога ги правиме анализите, тоа не се само анализи на маслото како масло хемиски, лабораториски анализи, тука се прават и сензорски анализи. Тоа сензорски анализи значи експерти, познавачи на маслиновото масло, го пробале, го вкуселе, го дегустирале и потврдиле дека е екстра вирджин по критериумите. Не само по параметри, него и по човек тоа да го потврди. Така. Значи многу е важно да се внимава елементи кои го покажуваат дали некој маслиново масло е екстра вирджин или не. Критериуми кои покажуваат дали некој масло е екстра вирджин или не. Се неколку. Едниот критериум е пероксидниот број. Тој всушност ја покажува чистотата на маслото. Тој секогаш треба да е под 20. Нема да кажам нашите колку се, нашите се далеку пониски од 20. Исто така наречената киселост или ацидити. Еден од критериумите дали некој масло е екстра вирджин или не е токму елементот ацидити, киселост. За да е екстра вирджин некој масло треба да е помеѓу 0,3 и 0,8. Кај нас во оваа година нашето масло излезе на 0,18, значи помалку од 0,2, што сме премногу задоволни. Исто така треба да знаат нашите граѓани дека постојат уште 3 други критериуми кои се многу важни кои го потврдуваат дали некое масло екстра вирджин или не. Тоа се Делта критериумот, К232 и К268 критериумите. Всушност тие 5 критериуми се тие кои покажуваат дали некое маслиново масло е екстра вирджин или не. Ако се постручни овие другите два, овие другите 3 барем како беше барем чистотата и овие да ги видиме јаци. Ама за да имате екстра вирджин, мора сите 5 да се. Разбирам. Ама за обичен потрошувач за да си препознаен барем на полица. Да. Ја му препорачувам да види на етикета дали има пероксиден број, дали има ацидити, дали има делта, вредност дали има К232, 268. Тие 5 критериуми. Нутритивните вредности се другите. Так, тоа е више. Полифеноли се други. Тие не се критериуми за квалитет. Само овие 5 критериуми се критериуми за квалитет. Се показател. Се показател дали некое масло е екстра вирджин или не е екстра вирджин. Планови за во иднина? Секако има планови, да. Нашиот концепт не е концепт да станеме индустрија. Нашиот концепт е да имаме мало производство, но контролирано производство. Тие се насадите. Нашата на тие да им се посветите. Нашата цел е да се посветиме на постоечкиот маслинарник, кој треба да ни даде принос, доволен за да го постигнеме нашиот таргет за тука. Нашите таргети се мали, 3 до 4.000 литри на масло годишно, но целото тоа да биде контролирано, строго контролирано и со висок квалитет, докажан по лаборатории. Немаме намера да се шириме, немаме намера, да одиме понатака, но исто така втора точка на која што многу ќе се посветиме меѓународната активност. Сакаме малку да излеземе надвор од нашите граници. Таму да видиме до кај сме со нашето масло. Да видите конкуренцијата. И да се посветиме на меѓународната соработка, нови искуства од Хрватска, од Италија, од Грција, да стекнеме. Интересен факт е што се пријавивте и за обуки за дегустатор. И можеби за вас тука, за да знаете. Но сметам дека е потребно. Најпрво, се занимаваме со ова. Исто како енолог, што треба да знаеш кога прави вино. Значи, кога ќе зборуваме да сме релевантни. Така тие обуки се планирани во март и во мај. Се надевам дека ќе ги завршиме и како што треба и дека ќе продолжиме понатака, каде што ќе можеме да учествуваме на голем број на меѓународни панели како оценувачи и ќе видиме како ќе биде понатака. Има многу простор за воиднина. Минути за блокот стручни совети, а во нив акцент ставаме на превентивната заштита.
И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имате пријатно неволно попладне.